поддржано од Simpex. Нова епизода, годинава како ни тргна, само жени имаме, и то не само жени, туку сега денес имаме едно битолско чупе. Со нас денес е Христина Јовановска, ама на многу повеќето од вас ќе ви биде позната како Кики Блиш. Кики, добре ни дојде. Ево! Се договарав некој време, така Да, беше. да. И еве по иницијатива на Кумбата, добре ни дојде и денес се надевам дека најлабаво ќе се изнамуабетиме што ни лежи на душата. Иди, тај мене ми рече ќе дојдам малце покасно кога имам што да представам. А денес јас кога спремав за оваа емисија, го се спремав, видов дека и те како има што се да представи таа. Само што си е таа во себе скромна. Таа е самата по себе представителна, Да. така да немаш, Да. не мора многу да представуваш, ти рекеш ми рече, така? Фала многу, што ме викнавте, што ме примивте. Фала што Секој дојде. време. Што давате ваква лабава состојба. Да. Ти се бендисва атмосферата? Да, Лабава? многу убаво. Да, со весели Пријатно. топли бои за Наравно секој жолто, мојата боја. гост. Така? Жолто. Жолто ти е обилена боја. Yellow, yellow. Зато И и на бадиче. чарите ти се И да, и на очарите вака. А и бадичето е тука. Бадиче, Обавезно, кога без него денес ништо не Најверни правиме. другари сте. Во моментот си најактуелна со твоето учество во кабарето во Битола. Таму пееш, играш, Глуми. глумиш, значи се е тоа еден склоп. Кажи ни колку време си веќе во кабарето и како стигна да учествуваш? Па, веќе во Фелиција сум од 2021, мислам дека така почетокот? беше. Од почетокот, од старт. Веќе 4-та година мислам дека ја тераме. Секој викенд, петок, сабота, значи артист. Тотален, Да. тотален, редовен. Почнав, како почнав? Прво стапив во контакт со Ерик Фокс. Тој ме побара за да имаме некои такви аранжмани по дискотеки, не се договоривме со него и после се слушнав со Димитар. Уствари прво Димитар ме нашол мене, па после ме предложил кај Ерик, пошто мислел дека за во Фелиција сум многу млада, а јас тогаш бев например 26, ама вака како што се изгледа. Многу млада? Да. Младоли. Младоника си. Ми се мислеше тој дека немам ни 18, па ме префрли таму. Така некако. Па кажа што испадна. не му кажа дека имаш 26. 26 има, ама не, нешто го знаев јас тој муабет. И од после веќе кога се дозна и колку години имам и се вратив. Значи сега И си повеќе- дрти. Дрти. Прејако. Дрти. И како се осеќаш на дрти? Па, Ти најубо, 20? реално. Нема. Реално најубо. Велат дека 20-тите ти се најубавите години, ама мислам дека животот на 30 почнува. Точно. Веројатно. Вистинскиот. Скроз, вистинскиот, До тогаш само мислиш дека живееш. Да, точно. Мада и скроз. секој период си има своја убајна, не знаеш. Да, И да. Во 20-тите и кога и да е, си носи некој свој Така и тричи човек што ближи 40, да си се мора да си се теши. Јас велам млади сме, дури сме живи. После тоа, Еј, шуба изрека, ова не сум ја имам Па тоа слушната е, досега. иначе. Млади сме, дури сме живи. после си сам умрен. После Дури си си само жив, на можеш слики. се што сакаш да Како ти направиш. се бенди за тебе идејата да бидиш дел од кабаре, знаеш што е предпоставувам кабаре, знаеш што значи сите тие работи. Од филмови, од ситуации веќе, знаеш, како артист знаев што е и бев пресрекна, никој пат не би ни замислувала, знаеш, да имам такви настапи, таква можност. И ми беше преако што можам да се препознавам во тие такви некои сфери, знаеш, да со облека, со кореографија, Да. Со глума, со Да, пеење. Значи те возбудува тоа нешто, ти е јако, да. Тотално, скроз. Од почетокот бев попарена, да не речем другиот збор, да не Да. попарена, значи Диме, испициент, ке ми го даеше микрофонот, јас вака се тресев дури да се качам набина, светла ситуација, пошто и онака имам анксиозност некоја од јавни настапи или како да речем, Да, ама да. веќе сега знаеш се Ма добро, тебе не ти беше ни прв пат. Тоа што Да. не го кажавме ние, дека како што добив јас од Кумбата информација, дека Кики Плише самоука, пеачка и текстописец. Ти си имаш своја песна, песник, правиш кавери, значи ми беше зборот, не ти беше тебе прв пат да излезеш пред публика, Да. ама таа што ја велиш ти анксиозност, може не е анксиозност, може и нека позитивна трема.
така. И може и тоа да е. Кабаре беше нешто поново и за Да, тебе да, и може по-друго. затоа така си Поразлично засекал. е, да. Да, да, Па да. претпоставам си со проби ето сето се. Да. Све си беше, си имавме проби претходно, имаш коreографска проба, костимска проба, генерална. Напорни ти се видеа пробите или нешто во што Ми брзо се беше вклопи? кеф, онака, значи, затоа живеам, Си како рече да тоа што речам, сакам да го правам. Да. да, го правам скроз, со кеф, со уба мисла се. Има убава атмосфера за Да, работа, да. претпоставам. Тажно. Со сите си комуницирате. Да. Кате е Тони таму. Кате, да ја поздравиме, Вани ни беше гостинка. Имаш Мислам дека Своја- пишеше таја тексто и на шпански, ако не се лажам. а? Да, пишам македонски, шпански и англиски. На српски некако не ми оди, не знам зашто. А од каде шпански? Ајде англискиот добро е, ама Шпански од каде? Значи Касандра од сериите, значи ти си таа наша Таа генерација генерација. сум Касандра, ова е шлепата како се викаше. Есмералда. Смералда, оние со конјите, трите со ширите. Да. Марија Пола, Марија Годалука и Марија Фернанда. Не се сте, омбре. Да. Там е човек. Па е. Не многу. И пример после, пошто живеев нели Шпанија една година и се зазборав, оти претходно разбирав, ама не ми беше Чекај се тука за Шпанија, тука не брзај. Абе, и јас Сега? Јас колку сакаше да го помини вака. но пиле мене ми кажа ти не си живеела Шпанија, си заглавила во Шпанија. сум заглавила, Така, да. кога беше тоа? Тоа беше 2020 за короната. Короната. Да. Тај ојде Шпанија на гости. Јас одов на Шпанија на гости на една недела требаше да одам. И само што слетав со авионот, И локдаун. другиот ден кажа локдаун на цела држава, значи тоа е кој дојде, кој запни. Така Арно си гледала серии, Да. замисли турските да ги гледаш. Во Барселона не функционира. Да. Барселона беше. Да, во Барселона заглавив 3 месеци без да излезам од дома, значи смееше само по една особа од стан, онако од апартман да излези во понеделник, да купи се што треба за како да речам за неделата. Да. И Да толку. купуваш и ти зракваш. Па излегвав некогаш, еден понеделник не можев, иначе се менува Нешто јас така Овој прашав. понеделник јас. Ќе те прашав како ти беше во Шпанија, како ти се виде животот, Правилно. правилно во една Реално. апартманција. Ама реално убаво беше, оти тогаш беа оние и трендоите, знаете, по балкони ко се пееше, ко се свиреше. А ти е таква нација. Ја, се, да, А ти си по пеењето. Точно, и Се дереше, онака, знаеш, значи, се дереше, не се дерев, ама... Не, сакав, ама Не си дома, не знаеш не, како ми беше срам и така, како што ме фаќат такви некои моменти. А иначе тие си имаја онака во 8 сатот, сите излегваја и шлукаја за медицинските работници, кај што тоа ми беше многу интересно. Пример, од 6 до 8 игравме карти или некои такви, и во 8 И во 8 извинете ќе му шлукам на медицинските сестри. Пауза за играта, шлукавме, па после вечера. Па ти како ете отворена личност, што си учена да си цело време наваму натаму, како ти бе тие 3 месеци затворена, како ги доживеа, интересира. Но не ми беше многу тешко. Не знам, би требало да ми биде тешко и дека бев странство и дека затворена така, ама ми се виде како одмор некој вид. Не знам, можда ако сум Промена била пред тука, сето, да, тука ако сум била би ми било потешко. Таму пошто и подразлично, знаеш, и се трудев и на Сменуваш, шпански да зборам и знаеш, различни приказни, различна ситуација, ми беше интересно. И веќе 2,5 месеци мислам дека после 2,5 месеци пуштија како онака како и тукаш имаше 2 сати да излезеш дење ноќе. После си дојде во своја режија или од авионите што ги пушташе владата? Авионите ќе ги Испанија пуштеше. Да, рекоа дека има хуманитарни, ама спрема хуманитарноста требаше не знам таму да се платат некои 100, 200, 300 евра. И за така Го немав. да. И си останавме без време. Правилно, Тоа е ојдам да покиселам вода, ама заглавиш 3 месеци ги нема. Мене има дома. Твојата песна што е Something Wrong 2022, таа ти е прва песна или не? Прва официјална ми е објавена со спот. И на неа доби награда? На неа Значи, беше, да. една извади награда за и една. директно рекоа, ајде. Браво. Кај Да. беше наградата? Вака, прво за песната е снимена ми е снимена дома, уствари, вокалот го снимав во гардероб. Пошто многу време онака се трудев и барав продуценти за соработка и све, ама некако автентичноста не спојваше. И преку Vampr апликација, ете за сите што сакат да најдат некој продуцент или да соработват музички,
Вампер се вика апликацијата, нешто како Тиндер, ама за музичари. Така. Си пишеш што си, како си, зашто си, што ти треба и се свајпнуваш. Значи, Пример, да му ги излега. кажеш цицките току песните. Песните. Меч. Да, бе, да, ти кажеш пејач си, пример си тапанар, гитарист, и знаеш на се што му треба за Така, бендови, така. пример, за такви Много работи. јако. Гледаш да се има. Така се најдовме уствари со Крис Джо Мет, што ја направи песната, како да речам, инструменталот, јас ја напишав мелодијата и текстот, ја снимив дома, ми текна спот. Една вечер вака како шетавме, ми се појави цела слика. Го испланирав сето тоа, ја објавив песната и немав некакво очекување или нешто дека ќе се случи, само ми беше кеф да имам песна и Своја. од почеток мислам дека и размислувавме за да ја продајме песната, ама реков зошто сега кога си ја имам Да. веќе, зошто да не си ја објавам. Спотот ти го снимаше Ацко, а? Спотот Dreamcast. Аце, да, и Дамјан Да, со дронот. И со Аце ја снимивме. А за текстот, јас обично песните што кога слушам музика обрнувам многу внимание на текстот. На текстот, што те да. инспирираше Ретко има. за текстот во песната. На пример за таа песна немав инспирација, некако како музиката да ме поведе. Знаеш, онака како ќе слушаме нешто и кој ќе те мани некоја Музиката ти емоција. пеи, да. И, пример, ја осеќаш таа емоција и така и почнав јас и да пишам уствари. Морав некако да ја пренесам, да ја извадам од и примери кои ќе слушаме некаков тип на музика, како да ни вади некоја емоција од нас. Дефинитивно. И пример, оваа песна клучно беше тотално само што ми пушти како делче, како луп. Там 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 тарарарара. Одма ми излезе цела песна. Како да речам, некои такви има моменти кај што си мислам дека некои текстови чекат за да бидат изваени. Онака и таа ми е во 2 минути ја напишав, не знам како да речам. Денес нешто си Да, константно пишам. Константно, знаеш, ке ми текне некој зборче, нешто ќе го изримувам или некој нешто ќе каже и одма јас си запишувам. Баш вчера гледав во Notes, моментално имам 700 англиски 242, македонски 132 и шпански 13. Браво. Ама тие 13 шпански тогаш кога бев Тогаш ги во пишеше. 2020, кога Да. бев емоционално поврзана со јазикот, тогаш. Вако, тоа е убаво. Знаеш, ми Ското беа- живеа моментот. Да. Сад ти види, рече една работа што многу тешко ти било да се поврзиш со продуценти заради автентичноста. Да. На вистина си автентична личност, специфично се облекваш, специфично се однесуваш, дури си имаш некој твој сленг Да. што си збораш, така да луѓето обично судат. По начинот на изглед, по комуникацијата, по се, Точно. не гледајќи ги потенцијалите што еден човек може да ги поседува Да, да. позади ова тело што Точно. не држи Да. живи, што викаш, да. Кажи ми, дали некој си се осетила дека си, не знам, Неправилно дискриминирана. дискриминирана во нешто и така натаму, само ради тоа Да. како се однесуваш или како Да, да, се облекваш? Цел живот сум реално дискриминирана, прво заради тоа како што се облеквам, оти ако се облекваш на некој начин, знаеш, одма има Да, некакви да, да, коментари. Ако си поразличен од другиот, си веќе како е зборо кич или нешто, Да, не да. знам, демек сега со шарпи и таја ваква таква. Кратко ќе те прекинам, Да. ти не си сега таква. Јас од кога те знам тебе, ние може не се знаевме Так. лично долго време, ама јас од кога те знам покрај нив, покрај Да. Дини, покрај кога ти си истата. Јас сум цело време. Ти си точно, цело време точно. истата. Па јас Да, не ја да. запознав на Psytrance Ревој на журки. на Рев. Беа една битолска екипа што стално идеја, ние бевме друга битолска екипа, не се познававме. Да. Ама се кога и да гледаме. влезеше беше најака во гужвите таму. Точно, ама и енергијата што И ја носи човек кој е битна, ме И разбираш? општо, ја лиштата, значи буквално се облекваше најрајверски што може. Тоа е како традиција на ревоите, Да. да се маскираш Маскиран. за таму. Да даеш експресија некаква, Точно, знаеш, одиш точно, таму, точно. пошто и на рейв си и тоа е емоција. Ете така, и до ден денес себе се Да, знаеме до и ден заедно денес одиме сме- на ревој Точно. и таја носи 4-5 различни значи Аутфити, дизајни, дизајн. аутфити и одбира како во моментот пред да излеземе ќе се Се осеќа. чувствува. Пример си го планирала жолтото цела вечер, се осеќа црвено, Да. и си го облечи црвено. Тоа ме Да, некој ме да. прашаш, јас би рекол е оригиналност. Не Тотално. зборам зинет или било како, пошто јас бев сек да кажувам, значи еден од хејтерите порано, кога бев помлад, бев хејтер, може и јас да речев така. Так. Не се сеќавам, не е ни битно.
Ама како што врват годините и созреваш, сваќаш дека не е така. Дека не е секој кичер, нека не е секој, не знам, изводи или било Да, како. или кој ќе речат се преправа, се лига. преправа. Не е така. Таква ми е мене, таква енергија имам, како да речам, не можам да сум озбилна, не можам да... А и не треба. А и не треба, точно, ама па од друга страна луѓето тоа Го гледат на го поинаку, на гледат лош поинаку, начин. знаеш, како Абе сега ако видиш интелигенцијата те меќе послаба или нешто, ако си повесел и ако си по-кајн и По-опуштен. по-опуштен со со другите. другите. Лилето, Зорето и Надето, пример, уште ја коментират Леди Гага, што се облеквала така или не знам што, ама жената пред се е перфектен музичар, шоумен и така натаму и напред светска слава на во размери што не можеме ни да ги Ама ние замислиме. површно ги гледаме работите Да. и лесно судиме без да го запознаеме човекот. Например, со приж сега што ќе гледат некој може да речат да, ваква е таква, онаква, нека седнат 20 минути, едно кафе пример да Да, бе, испијат ма со тоа неа. одма со секој, одма Може со да осетиш гледа. кој е кичера и Точно. кој не е кичера, ама ние сакаме да побрзаме и да речеме ова вака Да. или она и таков или не знам каков. Ама ми е мило што си продолжуваш да си го негуваш твоето и Виктор кој беше тука првата епизода истото го зборавме, дека тој си е му не вадам вели музика јас Точно. секој ден, секој месец. Сакам тоа што ќе го извадам да си види мое. Нека е Да. еднаш годината, нека е еднаш на 2 години, Точно. сакам да видам тој, исто Да. и со тебе. Да. И штета е што уште живееме во такво општество кај што ти сега изјавуваш дека да, се осеќаш дискриминиран. Да. И си имала некои конкретни случаеви кај А што тој проектот што пред малку го спомна Дуле, може да објасниш нешто Brooklyn поќе за тој Project? проект? Brooklyn Project. Brooklyn Project, Тоа беше да. одва продукција во далечната 2016 година. Ама беше некој како интернационален проект, пошто знам нешто Бугарија одевте или настапите беа и надвор од Македонија. Тоа беше како да речам, од продукцијата ни беше како даено, требаше да одиме по дискотеки и по кафичи во Македонија. Така. Ама не знам сега точно, не се сеќавам како не најдоја уствари. Што беше уствари како нешто како букинг агенција Да, со нивни стални така настапувачи. Така. Бевме Филип Хатче беше, Диџе Врамс Така. и кој беа Јоцо и Тракер од Скопје. Бевме како група некоја, кај што имавме 3 сати шоу. Во Бугарија, како што кажав, не ми текнува како стигнавме, ама беше многу Ама јако доживување, стигнавме. Бевме, требаше на вториот ден да настапуваме, уствари бевме на фестивал во Пазарджик, не ми текнува како се каже. Фестивалот беше 3 дена, ние требаше вториот ден да видиме, ама некако, не знам, веројатно, му се видовме малце појаки, па не смена, ево третиот ден бевме пред група на Гери Никол. Да, и беше многу јако и таму се тресев вака со микрофонот. А што пеев? Таму си беше ти. Што вид на Таму музика? скроз, таму беше R&B хип-хоп. Значи раперка си. Да. А кој жанрој те влечат? Што ти се пееш, што пееш дома? Ми се пее R&B, поп. Сега почнав некако нека джез да менвам, нека блуз. Браво. Ама цел живот сум онака комерцијална, како да речам, во со хитоите, со трендоите сум. И така, јас би сакала R&B хип-хоп. Песните што ми се како R&B сол со некаков поп. И са ти пред некое време и официјално веќе си смена се, веќе си Кики Плиш офишал. Да. Претходно беше само за пријателите, Да. сега си го прифати како уметничко име. Да. Од кај доаѓа Кики Плиш? Кики Плиш И доаѓа. која е Кики Плиш позади Христина Јовановска? Те знае некој како Христина Јовановска се? Не. Класната. Класната. Или класната не ме знае како Христина, затоа што во средно ме викаа Снеже. Снеже? Снеже? Да, цела генерација на луѓе мислеа дека Снеже се викам заради Драганче Па и Митревски. Маријанчо ми беше речено 3-4 пати Да, Снежето Снежето. земја да глуми со Да, Снеже. 4 години вистина бев Снеже и класната дури, онака се бунеше и ме бараше под дневникот на Снеже. А тоа беше уствари од Драганче Од Лескоец? од Лесковец, нама се ке дремам, тогаш беше популарен, му ја кажав песната на другарка ми и се знај во Битола, толку е. Да, едно да излезе. Едно да излези, толку имаш. И така ме знаеа. А иначе Кики Плиш си е, не знам, чупенцето што си пееше на табуретка, кога беше мало. Само што сега има како некое име, Кики Плиш.
Плиш излезе од мачето, уствари на другарка ми првото маче го завикавме Плиш, Плиш. После од таму јас почнав сите да ги викам Плиш, животинчина, Плиш, Плиш. После луѓето мене почнаа Плиш, Плиш да ме викат. Пошто имав некој сензибилитет за името, пошто Плишковци, види го, Плишено, злати. Ми беа онака како кут, како нешто сладко, како меко и веќе кога почнав и луѓето да ги осеќам така, почнав и луѓето Плиш да ги викам и Да, како што некој човека срцка ти викаш Плиш, Плиш, да. И така ствари. ствари. Кубата не ти е Плиш, види Јас го. то е намерно Плиш, да. се облеков Цело е Плиш. целиот. Да ја дочекам како што треба. Требаше сите плишани од децата да ги слезат. Стига да се спреми. Да ги расфрлиме наваму натаму. На други фестивали имаш настапвано? Спомнавме добро, тој во Бугарија го спомнавме, Во Бугарија концерти, беше тој. кабареја. Имам Underfest во Скопје, фестивал како фестивал. Пеев со камерниот оркестар 2023-та. Сега тоа ќе Да, со камерниот 2 настапи имавме. Бев на Како е со Белам, но оркестар? тоа е страшно. Ќе тоа на се се покажи. Ама реално, знаеш, онака како влегов во домот, пример, прв пат на проба, тие луѓе ги гледам јас како, не знам, како И те јади сцената огромна. како скроз како музичар и многу ги почитувам и многу имам онака такво на кој гледиште, знаеш, како ќе речат ги клаваш на и не треба да се клават, ама знаеш онака ми се. И кога видов толку значи музичари набина се здрвив реално. И првите настапи ми беа онака знаеш послаби пошто многу е некаков притисок да имаш толку луѓе позади тебе и да го водиш Така, нештото, така, сепак јас сум навикната на матрици, во Точно, животот точно. немам пеено нито со И немаш гитара. никаков друг контакт со музика, така не свириш ништо. Ништо, немам инструменти, значи не знам. Како што кажав, значи немам ниту со гитара настапувано. Пример, онака целосен настап, сите ми биле на матрици, поинако е, тотално е подруга и емоцијата, и состојбата, и вокалот, знаеш. Да. Јас сум научена, пример, во Фелицијан, матриците треба да се даеш малце поќе за да бидеш над музиката. Тука е жива ситуација, како да речам. настап на сите заедно, да. И е поинако. Ама реално поќе така ми се бендиса, како да речам, поќе е во живо све. Ти си Те тргна малце на си таму, онаку значи. да си прави. Ама Друга енергија, значи. да, секако. тотално друга енергија, тотално. Добро. Исто кај бев и на Белата ноќ бевме со Љубиша, сега DJ Мило. Настапував таму. А Не дали знам вака се. И песната што секој што викам дека ми звучиш на Гавазова во неа. која е да е? Се врти во круг, Рулет. така беше? Да, Рулет. да, со Мими да е. Звучи, Да. да. Пеј, некој ми вика, Мими, ја познаваш кој пево? Слушам, викам Гавазова, да не ова. Абе, не ми вика Кики Плише. И после тоа пуштаме песната на друг и други вика, не пе Гавазова? И реков, не сум единствен. Не, до тебе сум. Значи ми фајте глад. Може стилот дека е таков и веројатно ме И потсеќал. гласот, да, Гласот пошто ми е, имаш да. и така Да. борбен глас малце, исто како таја. Борбена, Да, да. борбена. А дали имаш некое друго хоби освен музиката? Хоби или пасија кон нешто друго? Знам дека си многу голем љубител на животни, тоа Да. ќе го спомниме секако во секој случај. Вториот дел ти го посветив само на Само Плишковци. направи. Да, Да. тој ќе биде вториот дел. Ама некој друго хоби че да си правиш нешто Хоби, што те занимава, што хоби те друго ми е интересира. journaling, ако е тоа хоби. Пишеш Дали е, да, дневници пишам, уствари и така мислам дека си го манифестирав, како да речам тоа што ми се случува сега со Фелиција. Пошто кога се вратив од Шпанија, ми беше како се враќаш од поголемо место на помало и не знаев на кој правец да тргнам, што да направам, како и со короната веројатно и поќе луѓе така се осеќаја, знаеш. Не знаевме кај тераме сите. Точно. И тогаш почнав, уствари секој ден почнав да си запишувам за да се осознам повеќе јас самата, а и плюс да сватам уствари што сакам во животот. И застанав, например, тогаш ми беше од Инстаграм видов некој квоут, посвети ги наредните 6 месеци на тоа што го сакаш, ако испадни, ќе знаеш дека те е бивало, пример или тоа ти требало да ти биде работата,
Или ако не испадни, барем ќе знаеш до кај си за да си продолжиш на друго. И си реков сега немам што да губам, не знам кај терам, барем ете ова ќе го направам. А Го мислам и дека направив тоа, делува тоа, така? Делува тотално затоа што на пример на 5-тиот месец, јас си имав дајно 6 месеци, на 5-тиот месец ми излегоа овие сите пропратни ситуации што се дешават. Браво. И отпосле исто, знаеш, си продолжив и за песната и за сите такви работи, кои ќе го напишеш некако зборот кој ќе важи, не знам. Па то се борам цело време, Да. јас идеите што ми идат, не ги пишам, Да. како што идат, И си толку, ги снема толку. и готово е. Да, тоа. пошто тоа е момент. А не сум човек што е научен да земи да го запиши нешто. Или Да. снимај го. Или да го Да. снимам. Voice Па то ми е, message. знаеш, она не ми оди умот да земам да го напишам да го Да. снимам, е многу битно. Да. Една работа сакам да те прашам за еден стереотип. Може тебе ќе ти биде глупо прашањето, ако некиш не ми го одговарај. Тоа е денес што се случва, што не треба да се случва, по начинот на облеквање твој и по начинот на однесување. Дали си имала непријатна ситуација од машко некоја, со некакви непристојни предлози, дали мислиш дека си привлекла некогаш некој на погрешен начин заради тоа што се облекуваш по... Јас сум сведок на 10 од нив. Да, да. Посебно Реално, кожурки. да. Како ги хендлаш? Реално ме да, интересира. и по журки, и по улици, сегде кај да се појавам, реално, ама како да речам, и по тренерки да сум облечена и И по хулахопки. по хулахопки да сум Мрежести. облечена, мрежести, како да речам, истото ми се дешава. Не е до аутфитот или до алиштата, туку се работи до мажот, реално. Сум имала многу такви ситуации, а најмногу, например, сега ми текнува вака, кога сум работела шанкерка, пример, ми биле најврвните тие некои такви Моменти, ситуации, кај што ми се нуделе, ми давале пари, ми се понашале. Зошто? Заради тоа само што јас сум била добра и пријатна со нив и веројатно немат искуство такво да имат, знаеш, Дај некој некоја во рецепт, да. добра ситуација од женска страна и мислат дека тоа е готово, знаеш. А Ја тоа, имам и- тоа е уште така. Има уште Да, да, такви и уште е, луѓе уште е така. што мислат дека ако се понашаш Да, да. фино или ако му се насмеш на некој Да, да, готово, да. тука е цела работа. Иначе, луѓето вака што те познават поќе, подлабоко, знаат дека си хиперактивна, си цело време позитивна се движиш, Не се уморваш? не се Не уморва, се уморваш. ама во исто време никогаш во смисла не си избувлива, не избувнуваш. Никогаш скоро никоја нема видено изнервирана, налутена, накурчена, да се дери или нешто. И стана многу препознатлива по тоа мир секој. Не секој. Да. Значи, на идиотите што ти го расипат денот, неделата, живот и така натаму, таа секогаш му вика мир секому. Точно. Фала да ти го Само се поставаш. деси една ситуација и никогаш нема да ја заборам. Толку се изнервира, толку ја извадија од такт, што прв пат рече мир некому. Да. Не сакам. Значи не секому ги селектира конечно луѓето, Да, да, да. дека ти поќе не. Ама пак е на фин начин, Така, пак е така. тој Точно, без да точно. избувни. Мир нешто секому слично. е, знаеш, онака, не треба да дозволваме луѓето и начинот на кој тие си го живеат животот и како тие се однесуваат со другите луѓе, да ни влијаи. Знаеш, Точно, ти ако не го точно. прифатиш тоа, не може да те допри, да те допри, ниту да те изнервира, онака и само мир секому е како јас имам мир за себе, го давам и за тебе, Да. иако ти го немаш, како да речем, како прифаќање многу е на длабоко нештото, себесниот мир и просто на крајот од денот сите сме исто, сите сме Така, ние си го користиме тоа во секојдневниот живот, си да. го велиме, ама ако го простудираш е многу подлабоко. Да. Така да, Ама и тоа мир некому, знаеш, и тоа е исто така подлабоко, Да. затоа што веќе има степен на некои работи кај што не можат точно, да сите имаме се граници. точно, Сите имаме сите граници. границите мора да се И е многу тажно и неблагодарно да му ја поминиш границата на човек што е претолерантен. Да. Тоа е, Да, значи, да, да. стварно си... Тоа треба да сакаш да си живуваш со Да, некој да. и не можеш да знаеш па како ќе изреагира таков човек што е претолерантен, премирен. Може на Точно, крајот да, да. испадне многу полоша Точно. ситуација од се друго. Точно. Оти сме сите, знаеш, балансот. Да. Може ќе научиме нешто од тебе како да видиме ние смирени. Јас например сум избувлив човек, реално. Не према сите, не Да, да, да. секогаш, ама знам да избувам доста Да. често.
И исто има една друга Ќе работа. пробам со мир секој. Да. Со мир секој секому функционира, Да, вервај ме, на масте. По друга работа, по која обично исто луѓето понекогаш те судат или те гледат обратно, тоа е колку и колку голема љубов му даваш и како се понашаш со животните, посебно со уличните Да. кучиња, мачина, така натаму. И тоа ќе го ставиме, ќе го збораме, сега ќе направиме една пауза за цигара, па ќе го збораме во вториот дел. Малку Дуле ми е скептик во врска со уличните кучиња и така натаму, има некој страв, се плаши, вака така. Јас имам предобра приказна, како го поминав мојата траума и страв од кучињата благодарејќи на тебе, затоа и те викнав. Еве веќе имам едно куче тука со нас. Колбасчето наше. Да. Така да ќе збораме поќе за тоа, да му објасниме на колку што можно поќе луѓе. Да. Кај лежи вистинскиот проблем со уличните кучиња што се насилни и ситуацијата каква што е Да. моментално во градот и во државата. Пред паузата ќе те прашам, твоја е косата? Не знам, нека кажат во коментар дали косата е моја. Твоја или не. Паш за мен. А ние ќе кажеме од после. Ајде Ајде пауза. за пауза. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани која почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Simpex од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Simpex. Така да големо благодарам и до нив. Ајде назад пак во емисија. Сите плишковци собрани, јас сум како еден голем шарпланинец. И сега вториот дел, како што ветив, сакам да го посветиме малку на баш на плишковците, на овие наши крзнени другарчина, што предпоставувам скоро сите ги имат. Тие што ги немат ги жало, Да. пошто не знаат што е вистинска љубов. Сега, многу често се дешавало да за викенд да одиме некаде, ти си дотерана, пицната, како што треба се, и да извеш од чантата ножички да ги стрижиш кучињата по улици. Тоа е уште една работа за која луѓето воглавно те судат. Да. Да. И имам слушнати коментари на лице место. Да. Еве ова ненормалната ги стрижи, дојде до кучињата да ги стрижи така натаму. Ова не нормално. Такви да коментари. Да, дефинитивно. Ако ти се толку замисли ги дома, зошто на улица, вака. Да, сведоци сме на такви коментари секој дневно. И секакви коментари имам, а никој не кажува кој е решението да се тргнат од улиците. Прво за да нема толку многу, второ за безбедност и за нив самите себе. А се иди од човечкиот фактор. Точно Тука така. може да почне приказната. Повели, кажи, што имаш да кажеш, зошто толку многу ги сакаш прво, а после да сега кажам мојата приказна како јас го пребродив буквално стравот и траумата од кучиња, што имав лошо искуство со кучиња во детството и тоа ми остана како траума од Так. детството. Јас имам вртено цели населби круг, пошто по патот до училиште имаше куче. Да. И тоа го пребродив благодарение на тебе пред неколку години. Те зеде за раче? Не, Ева, ми сега објасна со две реченици на најубаво можен начин и тоа вистина функционира. Да. Како ги сакам? Не знам, премногу ги сакам. Да. Премногу ги сакам. Ко бев помала, например, немав толкава некоја поврзаност со животните. Татко ми беше касап. Имав малце поинакво видување за нив.
Ама со времето и со онака годините како што растев, сватив дека уствари тие се чистите нешта уствари што ги имаме на планетата Земја. Како луѓе ние мислиме дека сме нешто поќе од нив, ама реално не сме. Тоа што имаме глас за да кажеме дали чини или не чини нешто, не прави, знаеш, по-добри од нив. Тие заради што, ето, во самото прасе си мафта со павчето, си ужива. Да, и тие имат начин на зборење, по начин. Тотално. Така и почнав уствари да ги сакам толку многу. Имав веројатно слободно време, малце да бидам во нивно присуство, самостојно, знаеш, оти кој ќе си пак со некој човек, пак влијае некоја ситуација. Кој ќе си сам со животно е нешто, не знам, треба да го осетиш, не може да се објасни. И да го разбереш, точно, ги судиме работите што не ги разбираме, човечкиот род е таков, сме палеле и вештерки, пошто не сме ги разбирале, сме убивале така. Сме палеле жени. Да. Жени сме палеле, не вештерки. И баш заради таа ситуација кај што му се клава некоја етикета на нештото што не го разбираме и тоа е тоа. Што мислам дека време е да се смени. Не знам дали знаеш од кај иде зборот вештерка, вешта жена. Вешта жена, па. Жените што биле вешти, луѓето се плашеле од вешти жени, дека можат нешто да направат, дека имаат супер моќ само заради тоа што биле повешти од другите жени што биле поттиснати од општеството и што ќе го правиме, ќе ги палиме. Точно. Гледам дека слично се дешава и со животните, посебно уличните животни кај нас. Да. Искрено имав многу страф од глутница на кучина, од целот онака. И нештото што ти ми го кажа, инаку мојата траума доаѓа од тоа што брат ми го нападна куче кога беше мал, го касна, јас сето тоа го видов пред очите мои, ја тогаш имав голем страф од кучина. Ела бат. Сега ќе го проговорим. Да. Сака да е главен. И на кој начин јас го пребродив то, баш правевме муабет и ти ми рече осеќат многу поќе отколку што ние можеме да представиме. Иако не го покажуваш страво, тие го осеќат. Иако не покажуваш гнев или ги хейт кон нив, ги омраза, тие тоа го осеќат. Ако ти мразиш кучиња, тие ќе те осетат и ќе ти направат нешто. Тоа е првата работа. Втората работа, дека многу значи со каква вибрација ние ќе му се обратиме, значи со каква боја на гласо ќе му се обратиш. Ако му се обратиш, беге, тргни све, тие тоа го осеќат. Тоа беше втората работа што ти ми ја објасна и јас ми се деси по некои 10 дена, си одев дома доцна навечер, си бегав од кај Мими, 5-6 големи, огромни, онака шарпланинци беа, со лаје тргнаа на кај мене, значи мене претходно тоа да ми се десеше, јас или ќе се посерев гајки, или ќе плачев, или ќе трчав назад до кај Мими со трчење, и са се најдов прво во небрано, немаше кај да се движам, и реков, чекај да го пробам ова што го прави Кики. Ојдов, абе кај сте вие, абе што правите вие, леле срциња тие, леле. Дојде, почне да мрдат со павчината, толкај шарпланинци, дојде да се галеа со мене, ме испратија до предзграда. Од тогаш јас во животот досега сум немал проблем со кучиња, па макар и со оние да речам агресивните. Тоа значи агресијата кај кучињата потекнува од човекот. И така натаму. Од тогаш натаму јас никогаш немам проблем со било кое куче и многу ми е мило што на многу едноставен начин ми го објасна тоа. И јас пребродив траума што би требало да одам година-две на психолог за тоа. Точно. Знаеш како, со луѓето, кој ќе разговараш, кој ќе си во, како да речам, во ситуација, не можеме толку многу да осетиме што се дешава заради тоа што ги имаме збороите. Знаеш, сега јас можам тука да те заборам, да ти онаквам, ти нема да можеш да ми осетиш мене реалната состојба и позадинската намера на моите зборови, например. А кај нив нема збор, туку е само намерата. И сега ти, како што ќе му пристапиш нив, тие така ти враќат. Се надевам дека поќе луѓе ќе го сватат тоа и дека
ќе почнат, знаеш, онака да се понашате дека на пример како Зошто според тебе многу куќи улични се агресивни? Ете. Заради што се напаѓани. Тоа е, значи не може клоцани, тепани, сигурно. Тоа е само заради тоа што се напаѓани од човек и тие човекот го гледат како претња, како се вели. Како закана. И сега онака кога дури се во поиќе се бранат меѓу себе како што се браним и ние. Точно како и луѓето. Дури во последно размислував онака, мислам дека и се пуштат на пример онака по колите заради тоа што гледат дека колите ги убиват кучината, знаеш сега тие се дружат како ние тука три кучина пред пенал, цело време се заедно и сега иди кола го мава едното и знаеш гледат тие и мислам дека и заради тоа трчат по колите. Претходно мислев заради звук, заради ова, заради она, ама мислам дека е таја, на пример, некоја... Друга работа. Еве има, на пример, што викаш, локални кучиња, секоја бензиска си има кучиња, секој кафич си има кучиња или кафана, кај што вработените ги ранат, ги чуват. Јас немам слушнато негативна приказна, некоја лоша приказна од вработените, дека тие кучиња нешто нив им направиле. Туку си живеат заедно како фамилија, мислам, тие му се точно како делот на работа, колега. Джесика Шоево, пред некое време ми рече еден човек што работи на бензинска пумпа, никогаш нема вика да ни ограбат бензинската пумпа овде, пошто што и да осетат некоја напнатост, лоша намера, енергија, лад вика ги напаѓаат тие луѓе, така да не штитат нас, пошто секој ден вика јади од мене, дури сум јас. Тука окей, ќе биде и тоа окей, и тоа го разбират. Види, има начини на, пример, баба ми и дедо ми, што никогаш не ги запознав, на татко ми мајка и татко, живеа во Германија. И баба ми кодела на работа, секој ден на едно исто место му се пуштало куќе, во двор било куќето, ама по патеката кај што одела. И пријавила в полиција баба ми, и знаеш како, која беше решението за тоа? Зарака баба ми, точно не била баба, била зарака, 2-3 дена кај куќето да се запознат, да се здушат, по 2-3 дена, толку немало. Колку пати баба ти си измочав гај? Немало поќе. Ама ми е зборот кој бил начинот на решавање на тој проблем. Овде ние не велиме ќе најдиме начин да го решиме проблемот, туку секој ден коментари, викање, да се тргнат, да се убијат, дома земете си и така натаму. Секакви повици можеш да видиш тука. Примерете јас за моето конкретно куче, прасе, значи толкаво. Црно плюс, црно, синдром на црно куче, значи сите бегат од црни кучина. Зошто? Вучек со лабрадор мислам дека е мешавина, улично е. Сите што идат кај мене, знаеш, дури и комшите, има на неколку од комшите што никогаш не му си имат обратено, што мулај, например, а некој друг што има малце барем некаква конекција, интеракција со него, нелај. Сакам да кажам дека дури и тие што се плашат кои ќе влезат во дворот, знаеш, му велам само обрати му се. Тоа сака внимание. Некогаш не е за да те нападне, туку она како дете те гиба зборними, Зборними го бадете злаци. Знаеш, сака да му се обратиш. Ама, знаеш, некој пат луѓето тоа не го разбират и мислат дека ќе те нападни, ќе те... Ама и види, сите улични кучиња не се улични. Так. Јас го вдомив од улица, од фамилии што веќе не сакаја да го чуват. Уште еден куп има такви што луѓето вдомуват од фамилија што не ќе појќе да го чува. Ама мислам дека и поголемиот дел од нив завршваат на улица од луѓе што не ќе појќе да ги чуват. Едноставно не сака да се замара, не може да најди соодветна замена или едноставно му врви кефот на децата, му поминал кефот, фрли го кучето на улица. Тоа е една од причините што јас не зедов куче дома, затоа што ми е уште мисла дека ќе му помини кефот и дека ќе остани на нас обврската. Да, е голема обврска. Тоа ти уште еден член во фамилијата, дефинитивно. Знаеш како тоа е од старт грешен приот и пристап. Знаеш, не треба да се земи за кеф да му се направи на детето. Да, не е играчка што прави кеф. Не е играчка, точно. Треба да му Тоа е кога да ти родам сега братче, за да така, ти го 3 години дури да, и после да го дајме во дом или на улица да го ставиме. Буквално е така. Тука треба да се пристапи поинаку, знаеш, да пошто како што рековме, најискрената љубов е од животните. И сега ти ако сакаш на детето да му понудиш појќе љубов од тоа што му ја нудиш ти,
му земаш животинче и знаеш од мало тоа учи за љубовта и за поврзаноста, знаеш, има многу разлика луѓе што се растени со животни и што не се растени со животни. Знаеш, дури поинаку светот го гледат, поинаку ги гледат пријателства, поинаку секојдневието му врви. И се имам две подпрашања, малце провокативни, малце да те разгибаме сега. Првото прашање е дали тебе некој што има нападнато куче? Пошто ете збораме дека можат да бидат фини се тоа окей, да. Ама малце контрадикторно. Дали ете ти што знаеш како да се однесуваш со кучињата се тоа ти има нападнато? Така. Ме нема нападнато, ама јас бев крива, значи тотално во ситуацијата. Некој од љубов знаеме да ги реметиме многу, не знае да рече доста. Ме касна уствари за рака, ама тоа се случи бевме во Скопје, во дворот до нас, кај што престојувавме, имаше две кучиња, јас 2-3 дена ги гледав од балкона обау. Јадењето што го имавме собрано, не го фрлив, сакав да му го дам нив. Застанав пред оградата, пуштив рака, му дадов едно мевце, дојде другото куче, му дадов и на другото мевце, и веројатно од љубомора, од нешто, дали ќе му дам поново на другото, само што му го дадов, ме фати, знаеш, ама јас скроз ја пикнав раката, веќе ми беше... Се опуштив малце, кај што треба пак да сме свесни за ситуацијата. И тие се во нивна територија, непозната ситуација. Тие функционираат на инстинкт. Да, не размислуваат како нас. И плюс тоа, знаеш, кој ќе видат храна, поинаку се понашат. Единствено тогаш ми си има случајно, а со другите секој пат сум знаела да се справам со тоа како вибрацијата треба да му ја пуштиш, дека и дури и да се плашиш, кога ќе знај дека ти нема да сакаш да го нападнеш. Да. Само ми е страф, не ти мислам ништо лошо. А според тебе ете, кој е решението за ова што се дешава во градот? Да, моментална ситуација знаеме каква е. Ги слушаме еден куп решенија од луѓе што ги мразат или луѓе што се индиферентни. Ама ете од луѓе што премногу ги сакат? Мислам дека е многу опширна темата, знаеш, за да најдеме едно единствено решение. Пример, не знам, ето, стационарот што го отворија, не сум многу уходана што се дешава и како се дешава. Од почеток сакав и волонтер да бидам, ама со животните состојби не испадна така. Не знам, например, можда треба да му се дај до знаење, или, например, ете да го речеме, тој стационар, не мора да биде тој кој било, или да се отвори некоја таква установа, кај што, например, ако сакаш ти да го фрлиш животното, маче, куче, кокошка, петел, прасе, значи, барем таму однеси го, да ги стерилизират, да ги држат, да ги дават, да ги вдомват, ме разбираш како, само да не се на улица, затоа што колку поќе се пуштат на улица, толку поќе тие се размножват и уште поќе е проблемот, ме разбираш. Оти не знам, мислам дека тоа би било некако... Тука е проблем што и домашните кучиња му се размножват, па малите ги фрлат на улица. Па тоа е... Така, како да има некое место кај што да не биде на улица. Тоа треба валјда и законски да е регулирано. Да. Ако имаш дома куче, да мора да ти е... Целта на стационарот, јас ја сватив, овој Хачико што е толскиот, ја сватив дека тие имат стационар, пример, са не знам колку капацитет имат, 30-50 кучина. Целта е пошто го прават уствари, да ги заловуваат од улица, да ги стерилизират и на тој начин по извесен временски период популацијата да се намали. И тоа е сето окей и тоа е добра идеја. Ама што не фаќа тука? Тука не фаќа што тоа што спомнати. Дома имаме сега ќе се породи кучката, се раѓаат 4 во пакет пред градинката во Карпош ги остава. Бебе, јас работев во кафана. Тоа е проблем. На секоја недела по 5-6 нови носеа и ги фрлаја зад кафана, демек тука ќе преживеат, ќе ги ранат овие. Да. Ама ти секоја недела ако фрлаш по 5, тоа ќе бидат 30-40 кучина, што после ако не му фрлам јас јадење, се гладни, ќе почнат помаси да скокат и ќе напаѓаат и гости. Што е нормално, значи тоа е пак предизвикано од човекот, нешто што не е природно. Точно, ама неш како ние имаме, не мислам дека има и закони што треба да го казнат тоа, ама нема кој да ги спроведи, нема кој да го исконтролира се. Мислам дека и законот за напуштање на миленик со чип, ако те фатат дека го фрли на улица ти е чипирано, некои 2-3 евра е, што е сериозна. Ама дали имаме механизам кој што ќе контролира? Како немаме. Кој што ќе контролира дека ти сега денес доми миленик мора да има чип. Нема сакам неќам, мора да има. Ама од друга страна, јас мислам, настрано од тоа како ние ги регулираме, треба да има и
Све. Некоја си работилница или било што, Тој ги едуцира. едуцирање на луѓето дека тие не му мислат лошо, како треба да се однесува со нулично куче. Тука Не сме треба да го системски клоцни, туку дека програмирани, едно да. саламче да му фрлиш што ќе те сака цел живот и ќе те почитува. Да. Програмирани сме, пошто, знаеш, онака, ете, како што кажа, ги стрижам, ги раководам, ги... Тие што можам, например, улични, ќе помини некоја мајка со дете или татко и ќе му рече, ау, бегај ќе ти изеди, ау, бегај сега ќе ти го пуштам кучето. Да. Ме разбираш, и од Барови ги мали, значи, го Да. програмира дека тоа е... Точно. Ама зошто? И заради тие што биле претходно програмирани на таков начин. Ама Треба јас бев некако сведок, мајка со бебенце во количка, стварно беше мало бебенцето, си врви по широк сокак, едно огромно големо куче, го знаеш и ти едно бело дебелко. Ова што Тука, комшијата твој. Бела, Тај да. сите што ја Да. радат Да, овде, што е И 270 таја само лежи и си спие, ништо не Да. прави, јаде и спие. Таа ти е тупурко во кучешкиот свет. Да, му притекнува од време на Голема време, и ќе слаја стара. нигде никаде, Да, па не дам стварно. ни по шола. Голема и стар. Неа, например, ете да се надоврзам, ја научив дека таја ако ја погалиш, нема да те остаи, готово. Ми има тргано џакета, сутни панталони, Да, значи така ако е. ја погалиш малце, толку од што е Желна за Му желна, фали а љубов, желна е затоа што е големо куче и големите кучиња ги дури тој што сака и што мисли дека се Да. во ред кучината ги потурнуваат, знаеш, пошто е големо куче. Масивно, да. И Незината демек, игра е знаеш, тешка, некоја турка, да. Да, да. И не е толку галена, например, како другите кучина. И сега и тоа треба да го разбериме. Ете, и јас не агалам, ама, например, Точно. разбирам зошто не агалам, а не дека... Са види што се деси. Мајката со детенцето во количка врват покрај ова куче. То си лежи си спие на широк сокак, на сред широк сокак, ама ништо не прави. Таа само што се доближи до кучето не ни изреагира. Бегај, бегај, тргни се, бегај, почна да мафта со ногата да го клоцни, демек да му се тргни од патот за да госпожата не сака да можеш да заобиколи со количката, него кучето е криво што лежи на сред Да. широк сокак и почна да хистериша и да вришти, да се тргне кучето, дури бараше помош од луѓето демек да го тргнат кучето. Од ништо нешто. Да. Мислам од дека ништо кучето нешто и- воопшто немаше ни да изреагира доколку таа поминеше покрај Да. него со количката. Многу сме назад во размислувањата за многу работи, не само за оваа тема, Да. са ние оваа тема ја збораме. Ти да повикаш да се убијат сите кучиња, да Па има и луѓе трујат, бе, ги трујат. Зато велам, ти го гледам на интернет, на Facebook Да. го има, или по групите стално пишат по нешто. Да повикаш да се направи масовно убиство, тоа треба да е исто казниво на некој начин. Значи, тоа е начин ширење на омраза. Да. Ама пак треба да тргни се од совеста на луѓето. Овие досега работи што ги зборавме, дека ќе земи куче, ќе му се здосади, ќе го пушти. Абе треба тоа, ние кумба ти велиш да се едуцират, абе кој да се едуцира? Овде треба систем Северна Кореја, бра. Казни. Точно, оти види, тоа отвара други сомнежи. Луѓето што сакат да убијат животни, се спремни да убијат и луѓе, тоа е секогаш, докажано. тоа Е, ако ќе видиме колку такви апелират на тоа или го прават тоа, значи трујат кучиња, замисли ти колку психопати имаме ние на слобода, што утре други ден би убиле човек, дете Да, или има. било што. Има. Затоа јас секој пат велам, знаеш, кој ќе почнеме да се понашаме како што треба спрема животните, тогаш уствари ќе го осетиме онака рајот на земјата. Затоа што додека ги напаѓаме и ги убиваме тие послабите од нас, што ги мислиме дека се послаби, а се многу подобри и појаки, ќе имаме ваква, знаеш, и ситуација и состојба и свест. Јади животни Не. Не. долго време. Не, како што кажав, татко ми беше касап. Јадев гледаше дома месо, сум колење јас многу. прејадена, значи за Цел живот. цел живот, за 2 животи, за 3. Првично почнав онака да се дружам, мислам дека со вегетаријанци, кај што ми беше пречудно. Например, ќе одев јас колбаси, ќе пржев во кујната и тие ќе речеа плиш, шо правиш, ја засмрди цела соба, шо тие и јас како што си бев програмирана, така и си се понашав и си велев човек шо тие, значи зошто јадење и то протеини, ако не јадам јас месо како ќе преживеам, знаеш, тоа ми беше тотално. Ама после тоа како што почнав, значи да Еве не, гледам, здрава жива најуба си. точно. Ајуба.
Гумбето, да. Ама така е што Си стопи, леле Бетмен ми летна. Му падна Бетмен. Шавелев се гледаш збунав кучиња сега ме сака мажи зацрвени. Не удира. очекуваше, а? Не, Ама нема разлика во тоа каков да, не, Така. дури и подобро се осеќам дури Си јадиш сум сирење, вегетаријанец. млеко, валја Да, такви работи. Да, то да, затоа што уште немам свест поголема како да се хранам, пошто ако не јадам кашкавал Треба да и јадеш граф само. ќе треба да јадам, знаеш, уште немам таква, ама Да. сакам со тебе да разговараме Да, купата за може да те поведи кулинарството во и тој малце да, знаеш, да почнам да си правам и такви. Оти може, реално може, само треба да сакам. Да. Ете, јас сега за сега сум вегетаријанец и воопшто не ми фали месото. Ама што те тригерна да се смениш, да се префрлиш во вегетаријанци? Дали премногу крв гледаше, не знам, се сепак како дома. од секогаш ми беше жал, знаеш, оние работи што ги имам гледано, например, како мала, ми биле, секој пат сум имала некоја емоционална тежина Малиците, заради јас тоа. плачев кога ќе коле артели, ама другиот ден јадев. Скроз, така. Заборавав После во си што е го дете како гледам. дете. Да. Телиња, Телиња, прасиња, прасиња, мисирки. свинето, да. И тоа е реално неворед. Јас Сега до ден вака денес како да викам, кажам, ама мало До чај, ден денес пример да викам- гледа некој друг кај што се коли, например, прасе, теле, тоа е Е, многу. да. еве Видов готвам, и јас никош готвам животни, да ми Да. даеш месо ќе сготвам. Ма да ме остеш на пуст остров со, не знам, 3 кокошки, праси, не знам што, ќе умрам. Да, нема да му свиткаш Нема да ги брато. убијам Да. никогаш, ќе чекам да умрат самите. Нема да заборам. Или ќе му местам стапици камен нешто да го тепа, не знам, Точно. нема шанси да... Нема да заборам, дома имаше дедо ми дојсено, бевме деца ние мали. Мисирка жива. И беше во кадата баш во овој стан овде, кој беа живи. Сестра ми која виде и не бевме толку мали и свати дека таа ќе биде заколена и дека ќе се праја, се заклучи патило, не можеа цел ден да ја избадат. Не знам како ја убедија. Нема да ја колите, ќе ја пуштите, ајде ќе ја пуштиме, знаеш. Да. Филмови се прават тука. Ајде ќе ја пуштиме, да ме ќе ја пуштија и Тоа веќе спланирано е, што ќе биде гарнир, Да, ќе да. пушта. Не. Другиот ден на маса за јадење. Чичина за грев. Мене ми беше пикот онака, во Шпанија ко пробав такво месо со крв, не знам како. Да, телешко. Ко ми ја донесе вака пајнцата и јас ствари тука некоја епифанија или како се вика зборот. Не се вика така пикос. Whatever. Како ме мана, знаеш, како реалноста дека е умрено животно и јас сега треба да го јадам. И ми беше онака како ми се отвори очите и си Фанија е реков, то преображение. така да. И си реков, шта се ту догаѓа, како сега јас. Се некој ќе Знаеш, рече глупата многу Да, знае. нешто бифтек од така, едно 40 евра со тако се јади со Скроз, крв. скроз, Жив, скроз. полужив, па Ама не знаеш знам како што. толку се соживеав со ситуацијата дека е вистина умрено животно и наназад кој ќе се враќаш како и дека е отепано за ти да го јадиш, многу си даваме Да. некоја, не знам, на педестал си се клаваме самите ние луѓето, демек сега можам да отепам нешто за да го јадам. Добро, Разбираш така сме како- еволуирале, Таква е, така така, преживеев, така. така дојдовме сега кај што сме Кај што сме, денес. точно, ама сега сме Во од тука сите натаму сгради, можеме да. да Ама ете така, го кажа нештото, Да. значи имаме слепо црево сите. да, То ни е од кога сме биле само тревопасни. точно. Значи ако одиме пуште назад, тогаш треба да јадиме само Да. такви работи. Тоа било за преживување на тревата. Со еволуцијата тој орган се не треба поќе не се корисни, за кржлавување останува како слепо црево. Да. Уште го имаме од може по како што ќе од еволуцијата и ќе отпадни на новите деца нема ни да му расти слепо црево. Да. Ама тоа не значи дека треба да застаниме како месојадни. Да. Така може ќе се Да. промениме во нешто друго, не Ама се јате, знае. например, не знам дали вие имате осетено, например, кога ќе јадиш салата, кога ќе јадиш овошје, кога ќе јадиш некои такви поприродни работи, да ги речам поприродни, поубаво се осеќаш, немаш енергија и свежина, некоја тежина, енергија. Затоа што мислам дека ја примаш на она негативната енергија во тотално и моментот стравот и кога све. да, Да. да. Ти е друго, например, Абе многу луѓе Да, се. ама друго е, например, знаеш како што рече на пуст остров, ти да мораш да преживееш од тоа, животното и онака од толку што се, значи, смртски, Прво си сам со нив. не Ќе знаеш ги гледаш како така. Ќе ги гледаш, Ако да. има други луѓе ги гледаш како јадење, ама ако си сам со нив, ги гледаш како души, Да, ама живи, сакам да исто кажам- како тебе. Ќе пушиш цигари, ќе одложиш гладо. Не, сакам да кажам дека се толку значи чисти тие души што то самото ќе ти се дај како
Како енергијата Знаеш, не го како гледаш така енергија, како храна. ама и да ти е последно да умираш, тој ќе умри пред тебе за да го изедиш. Ме разбираш? Сакам да кажам дека и тој ќе ти застани да го отепаш, како да речам, за да ти да преживееш, од толку што се спрема луѓето добри, што ги сакат луѓето, како да Види речам. се, и не ја поддржувам јас теоријата дека да, така сме преживеале, така сме ошле напред, да, ама во моментот кога почнавме да ловиме животни и жртвувавме девици на боговите. Жени така ги колеа Да. на парчина за Бого да се нарани. Точно. Значи, то не било во ред. Да. Сега свативме дека то не е во ред. Треба да сватиме дека и нешто друго не е во ред. Точно, точно. според Затоа што, например, знаеш, сега замисли, не знам, ете прасиња да ги речеме, се собрани негде на некој куп и сега тоа е растено, енергетски му е давана енергијата дека за еден ден тоа ќе биде заколено, например. Да, ги И дали во размножуваат страв, за да дали точно. во хорор живеат тие и пример сега тоа ќе го заколиш, пример ќе умри и целата енергија се префрлува во месото. Точно. Да, Тоа кој и ќе го изедиш како е. ти, уствари си како не знам како гробој сме за животни во организмот. Не треба да си гроб за животно. Па види, кога луѓето ќе сватат дека можат да се најадат, дека се е супер и дека можат да преживеат без месо, мужиките Да. сватат зашто си толку весела, позитивна, Да, насмеана, оти зашто тотално стрижиш е животни поинаку. и зашто му Тотално. посакуваш мир секој. Да, да. Јас пробав без леб да преживеам и ми беше поубаво стопати, без месо во овој краток живот нема да пробам. Да ви кажам. Да. А. Ама знаеш како сепак е до животната состојба и свест на Да. луѓето. Знаеш, јас не велам сега немојте да јадите или нешто, Фала никогаш Богу, не би Не не сум од наметнуваш. тие, например, да, вегетаријанци или луѓе што знаеш не може, знаеш да се расправам, да. сепак пошто сум била и јас Види, тоа има претходно, забегано например, до на тоа. некој степен Да, кај што е наравно. поќе драма, глума Да, и да, така да. на Кога оди на фрустрација наметнување лечење. на нешто и веќе станува проблем. Да. Тоа е исто за многу работи, не само за вегетаријанство Така, или за точно. ово. Кога ќе почнеш да наметнуваш на Да, некој нешто, Да. Ја затоа ја почитувам Тоа пошто преминало. се дешава некојаш да нема вегетаријанска опција, да си порача нешто со саламче, да си го извади саламчето да го фрли, Да. едноставно ради да го истреби. почит да, Така. а не пред драми Да, да бараме да одиме уште 2 километри да бараме вегетаријанско или не знам што. Да. Добро, тие се такви Не си луѓе, сега препиќена. друга тема е Не си таа. препиќена. На внимание и на такви ситуации, ама знаеш полесно е да го прифатиш нештото кој ќе не ти е Да. со сила. Точно, да го речеш. Наметнато, да. Наметнато, Затоа со велам, сила. а се што е наметнато веќе ти ствара Да, и револт и аверзија кон нештото. да. Како јас те почитувам тебе како вегетаријанка. Да, Очекувам да. и ти мене ме почитуваш како Точно, месојадец, ме точно, разбираш? да. Не велам јас дека треба се да испоубиеме ние, Да, па за да јадиме ние месо. Дури може, дури може. да. Иначе стигнавме при крајот со емисијата. Да. Од режија имаме знаци, вакви, ножици. Ножици, еден куп ножици режија пушта. Да, Се ко за забава. крај не знам. Да, можеш ко за крај нешто, две работи да ни кажеш. Дали може да очекуваме нешто во поглед на музиката со нешто твое во иднина? Затоа што ти си наше битолска чупа и реално сакаме да видиме нешто од тебе, затоа што си поразлична и тоа што го зборавме на почеток дека си го задржа својот стил. И втора работа е на порака во поглед на ова втората тема што ја правевме муабет за животните, на порака кон сите луѓе кои што имат страв или кои што имат аверзија кон уличните животни. И третата работа е мир секој. Мир сега. Така ќе ја заврши. Така. Мир секој. Да. За музиката имам спремам. Моментално спремаме со продуцентот Колумбија песна, англиска, ќе работиме 2-3 месеци, не знам, тоа ќе биде веројатно после Исто го нова најде на година. Тиндер за пејачи. Да, Тиндер за пејачи исто таму, да. Имам во меѓувреме 10 демо песни македонски што се, пошто се мислев дали да почнам македонско, англиско или да ги мешам како да ги објавувам, не знам, ма веќе и треба и да ги снимам. Сега сум во
текна тоа, сакам да кажам 10 ми се спремни демо со спот, со цела Така. замисла, со све, само треба да почнам сега да ги снимам Да и се да имплементира. ги објавувам. Ќе биде после. 2026 може Да, нешто да, да мислам очекуваме. дека 2026 ќе биде моја година за музика. Па ќе те викнеме пак кога ќе извадиш. Тогаш ќе дојдам со албуми, со Па не ни запеа ништо бе. Ај ги кажи што позабеа шпанско. Да, да, Марија Гвадалупе. Другото прашање што беше? За порака до луѓето кои што имат аверзија, страв од животните, од обичните, ајде бездомни да ги Да. наречеме. Не се плашете, знам дека не е онака не се плашете, туку пристапимо, знаеш. Да го сменат пристап. Да, пристапот е најважен. Како со дете треба Како со дете, исто. како со дете исто и то. Мочла таја, како те такво, фатам знаеш, сега, дури мочли да една. тргни по тебе, И готово. тоа сака само внимание, реално. Дури некогаш и му давам јадење, не го земат јадењето, ми се пика во нозе да... Сака љубов Да, неки јадење, само да. за љубов. Љубавчина се малички, вака ќе... Си шеташ ти со бисквитчина во џепо? Да, некогаш. Со мене таа беше грешката, ско дете сакав љубов, само јадење ми дава, ја видиме се. Ама сега и љубов добиваш. Сега се добива. Од сите нас. Најголема љубов се животните, кој што може да си вдоми. Ете имаме стационари, имаме улични кучина. Не Не мора да купвајте, купувате, да. точно, значи кој ќе е без пари е поубаво, кој ќе се вложени пари се знае дека е пак со позадинска некоја намера. И тие Вдомвајте. кучиња се така програмирани, родени Да. се да бидат продаени, некој ги... точно. А друго е кога на некој е натажено и плаче Да. во стационаро и ќе го земи Да. некој дома. Скроз Нема поинаку. поубав поглед од куче кој ќе те погледни нешто онака, не знам. Избериме. Точно, точно. Тоаш кликаш како на Tinder, меч. Меч. Так, озбилно, так и го земаш нешто. Тиндер никој пат немам. Доколку би живеела сама во куќа, колку миленици би имала? Доколку би живеела, сама би живеела во, не знам, во некоја огромна куќа со сите животни. Со сите Со животни. сите. Например, да, ете, нека ми дате на куќа од битовач и соберам сите улични таму и ке. И си живееш. Одлично. Фала ти, Кики, многу што Да. дојде. Фала многу. Се надевам 2026 како што кажа ќе би твоја година и дека ќе дојдеш пак да и следниот пат Кој заборавме ќе да за ја натераме да музиката? запеаме, да запеј Да. убаво. Следен пат. Следен пат ќе ни запееш. Фала И кон многу. камера 1, сите тројца, 3, 4. Мир секому!